Добар ден, драги почитувачи на овие епизоди. Добро дојдовте во денешново издание. Моето име е Јосиф Дамјанов и ќе зборуваме денеска на тема која што не знам дали ја добив како прашање, но дефинитивно ми вртеше во глава пред ова снимање. И се работи за интегрални продукти. Зошто ќе зборувам за ова? Многу луѓе во потребата и во трендот дека треба да се јаде поздраво, поправилно и така натаму, почнуваат да во својата исхрана воведуваат интегрални производи. Од типот почнувам да јадам интегрален ориз, почнувам да јадам интегрални тестенини, шпагети, макарони и така натаму. Почнувам да купувам интегрални кори. Почнувам да купувам можеби брашна, почнувам да јадам можеби интегрални блага, колачи и така натаму. Но има една друга замка која што можеби повеќето од вас не ја знаат или се прашуваат дали е тоа така и знам дека сте свесни за тоа. Дали кога купуваме интегрален продукт, не зборувам за брашно и така натаму, дали кога купуваме интегрален продукт сме сигурни колку тоа е стварно интегрално. Затоа што секој производител и компаниите многу добро знаат маркетиншки тоа да го средат и да звучи здраво, интегрално и така натаму, со тоа што ќе додадат на самата етикета и на самиот производ, не знам, Вита, Велнес, Интеграл, Фит, Фитнес и слично. И еве каде е целата замка. Не знам конкретно во Македонија, но знам дека во Америка регулативата е дека ако 8% од производот има, повеќе од 8% има можеби интегрално брашно или од целозарно брашно, било какво да е, може на самата етикета, односно на опаковката да пишеш дека е интегрално. Во Македонија најверојатно е нешто слично, затоа што едноставно ние секогаш превземаме регулативи, закони и така натаму од државите кои што се понапредни во тоа поле, но не значи дека во Америка на ова поле се напредни, затоа што 8% речиси и да нема. И многу од нас знаеме да влеземе во таа замка. Но јас ќе ви кажам како да препознаете дали производот кој што го купувате е интегрален. На многу едноставен начин. Прва работа, тоа што го гледате дека е темен и кафеав, не значи дека е интегрален. Како што многу луѓе се лажат со кафеавиот шекер дека е добар, но нема врска. Кафеавите продукти, еве конкретно да зборуваме за лебови, не дека не знаат да бидат интегрални, но многу често купуваме кафеав леб кој што не е интегрален. На што всушност мислам? Бојата кафена може да се добие на неколку различни начини. Може да се додаде боја, може да се додаде можеби некоја, не знам, карамелизирана состојка која што ќе даде кафена боја, затоа што темното секогаш ќе преовлада над белото и ќе се добие бојата, но наједноставен начин како да препознаете дали интегрално е да ја прочитате етикетата. Сега ја не зборувам тука дека треба се ја да одам по маркетите и константно да читам на етикети, но ако еднаш препознаете продукти кои што се интегрални, тие ќе бидат интегрални за вас константно и ќе може да ги купувате. Затоа потрошете барем еднаш два пати кога одите во маркет да проверите кои навистина од продуктите се интегрални, а за да го проверите тоа треба да ја гледате етикетата. Треба да гледате вкупен број на јаглехидрати и треба да гледате вкупен број на растителни влакна. Малку математика ќе биде ова. Што тоа значи? Односот на растителни влакна према јаглехидрати не смее да биде помал од 1:10. Во суштина, ако видам растителни влакна на 100 грама, има 10 грама растителни влакна, а има 100 грама на јаглехидрати, тоа значи дека овие се во сооднос 1:10. И не треба да биде испод тоа. Не треба да има 5 грама на јаглехидрати, на растителни влакна, да има 100 грама на јаглехидрати. Значи, запамтете, 1:10 минимум. Може да супер ако биде и 2:10 и 3:10. Колку е поголем бројот на растителни влакна и соодносот на јаглехидрати е помал, тоа е одлична варијанта. Но не треба да биде помалку од 1:10. И тоа е најдобриот начин да препознаете дали одреден продукт е интегрален или не. Гледајте ги растителните влакна наспроти јаглехидратите и ќе знаете дали тоа е од целозрно, дали интегрално брашно се користело и така натаму. И единствениот фактор кој што ќе ви покаже е буквално тоа. Затоа што пак ќе речам, многу од производителите можат на својата етикета да стават интегрално затоа што имаат 8% додадено интегрално брашно во 100% продукт, а тоа е премалку ако зборуваме за потребите на нашето тело. Така да, дечки,
Мислам дека ова ви е супер вредност и супер информација која што многу од вас ќе освести и ќе им помогне во одбирањето на здравите, интегрални, правилни продукти. До тогаш ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следната епизода. Чао, чао!